Mir vam, ubavi, blagosloveni, izbrani Makedonci. Tatko naš, koji si na nebesata, da se sveti imето Tvoje, da dojde carstvo Tvoje, da biде voljata Tvoja, Tatko moj, a voljata Негова е запишана во Светото Писмо, во живата книга, во Исусовото Слово, волјата на Небесниот Отец, запиша еден човек во сонот на апостолот Павле, македонецот, кој го сонуваше, кој бараше помош и рече: дојди во Македонија и помогни ни. Татко наш, ах, колку си ги возлюбил македонците. Семокниот Бог знае што се случува. Тој знае се. Затоа запишал македонци, Македонија, благодатта Божја дадена на црквите македонски. Сега некој сака, што не верува во Бог, што не се плаши, да каже дека нешто не постои. Ако го нема тоа што постои, како може тогаш да постои тоа што го нема? Македонецот го познавал Бог, затоа го повикал. Во писмото е пишано: ќе изберам народ, семокниот Бог запишал, кој ќе го прослави моето име, Неговото име, името на Исус. Господе Исусе Христе, дојди во Македонија и помогни ни. И ќе ни помогне ако останеме во Неговата љубов, за да им покажеме како се пее, како се игра, како се слави, како се тагува, како се гине со верба. Зашто е позната поговорката: во Македонија немој да пееш, немој да играш, немој да свириш, ќе те надиграат, ќе те надсвират, ќе те надпеат, но има уште еден чекор, а тоа е љубовта, ќе те надљубат, за да се покаже како се сака земјата дарувана од Бог, Македонија, избрана капка солза на Исуса Христа, запишана во живото Слово. Затоа сте македонци, затоа пеете, затоа пишуваме книги, затоа плачеме, да покажеме како се доаѓа до Бог, како се повикува Исус: дојди, Господе Исусе Христе, во Македонија и помогни ни. Дојди во нашите срца, помогни ни да ги љубиме непријателите своји, да им однесеме вечера на непријателите, да им ставиме жар на главата, да го завртиме и другиот образ, никого да не осудиме, да им простиме. Дојдете, бидете македонци, не ви браниме, но не можете да кажете дека македонците не существуваат, кога Исус Христос, семокниот Отец, запишал дека сме тука, живи сме, пееме, љубиме, простуваме. Тоа е Македонија. Македонија е духовна кота. Македонија не може да се земе. Земјата е таа која зема. Човекот на крајот на својот живот се враќа во земјата, а душата оди на суд пред Бог. Македонија е духовна категорија. Таа не може да се одземе. Тоа е начин на живење. Тоа е начин на славење. Тоа е начин во кој ние го повикуваме Исус кога играме и ги славиме Неговите апостоли. Господе Исусе Христе, дојди во Македонија и помогни ни, дај ни сила и љубов, да љубиме, да победуваме со љубов, да останеме македонци. Тие сакаат да избришат нешто. Два народи се важни и тие се последните пред да создаде Господ
нашиот Отец, кога ќе дојде во Исуса Христа ново небо, нова земја. Двете последни земји и нации кои ќе останат се евреите, израелскиот народ кој имаше завет со Бог, но не го позна и го распна, а потоа македонецот кој го повика Бог, затоа што тоа е Негова волја, Божја волја, волја на Отецот да сме македонци, да пееме и да се радуваме. Татко наш, Ти благодарам што ги создаде македонците, што им ги даде даровите, што ни ги отвори срцата да немаме тесно срце, да ги љубиме сите. Отвори им ги срцата на нашите соседи, Татко наш, да разберат дека Македонија е љубов, не да се плашат од македонците, не да ги убиваат македонците, примитивно љуби го својот ближен како самиот себе си е заповедта Исусова. Не можеш да бидеш христијанин, а да ги негираш македонците. Тоа е непознавање на Исус, тоа е непознавање на Бог, тоа е богохулие. Ќе дојдам при вас, вели Семокниот Бог, откако поминам низ Македонија, оти ќе минам низ Македонија. Македонија е духовен пат на љубовта, низ кој сите ние минуваме, да го завртиш другиот образ, да го љубиш непријателот свој и да победуваш со љубовта Исусова. Ах, колку си не возлюбил Татко наш, што си ги создал македонците. И јас се радувам, душата ми пее, кога доаѓам во Кремен, кај овие луѓе со овие песни во Разлог, во Ново Лески, во Сомиште, Сандански, Петрич, доаѓам да ги гушнам и да ги љубам моите браќа и сестри, да ги љубам македонците, да останам во Исусовата љубов. Во името на Господ Исус Христос сега ја прославувам победата на Господ Исус Христос над смртта, над сатаната, над демоните, над негирањето на македонците, на степенот на нељубов. Овде во Кремен, во цела Македонија, на Македонскиот полуостров и во целата земја, Господе Исусе Христе, дојди во нашите срца и помогни ни. Остануваме македонци, какви што не запишал Семокниот Отец во Исусовото Слово. Остануваме и победуваме со љубовта Исусова. Македонците се Исусов народ. Он е нашиот цар. Пишани сте во живото слово. Никој не може тоа да го избрише. Затоа што тоа е волјата Негова. Амин. Ве сакам, македонци мои. Вие сте капка сол за Исусова. Вие сте светлината на светот. Вие сте избран сад за свечена употреба. Вие сте народот кој љуби и победува со љубовта. Амин. Амин.